Се заблагодарам за покривањето на нашата денешна пресконференција. Нам искрено ни требаше уште малку време за да ги докомплетираме податоците, затоа што состојбата се менува од минута во минута. Исклучително сувата вегетација, високите температури и ветерот, што денес дуваше на територијата на целата држава, придонесоа за брзо ширење на постоечките пожари и за појава на нови жаришта. Околу пожарите, брифинг, каде гори во Македонија, со каков обем, ќе ви образложи Марија Милкова, помошник раководител во секторот за операција и координација при Центарот за управување со кризи. Повели, Марија. Благодарам. Добар ден, почитувани. Ќе дадам еден пресек на пожарите до 16 часот, кои ги добивме од регионалните центри за управување со кризи и од локалната самоуправа. Како и што вие следите, значи најризично во моментот е пожарот во Делчевско-Пешовскиот регион, каде што неколку дена, значи, испрагуваат силите и ресурсите за надмирување на пламените јадици во овој регион. Значи, зафатени се неколку мала во селото Нови Делчевско, каде до овој момент имаме зафатено 3 куќи и 3 плевни, док е мала селото од Разбијник и таму се живее предното последните на пожар. Во тој дел, значи во Делчевскиот регион, во текот на денот интервенираа 4 хеликоптери, има 200 војници ангажирани од армијата, има ангажирано ресурси од јавните комунални предпријатија во Делчево, противпожарните бригади од соседните општини во Делчево. Имаме исто така и дел од ресурси од меѓународните сили кои дојдоа на испомош во справувањето со пожарите, односно помошта која дојде од Република Бугарија, значи е лоцирана во тој дел. Во Пехчевскиот дел, значи, во онај местноста викана Баја Степе, пожарот и таму се уште активен, загрозени се целата Рогово, Углено и Чифлик. Патниот правец е забранет за движење во тој дел, значи, од државата. Таму се распределени меѓународните сили од Република Словенија, кои действуваат со своите ресурси. Тие се распределени и во атарот на село Црник и Негрево, кои исто така се загрозени во пламените јадици. Во моментот, значи, на терен има действување на 3 хеликоптери од Република Србија кои дојдоа да помогнат. Како што кажа директорот, значи, од час во час состојбата со пожарите се менува. Сега додека уште зборуваме, значи, на други места избухнуваа пожарите, освен во овие пожари во Делчевско-Пехчевскиот регион, исто така алармантна е состојбата и во Кумановскиот регион, каде што знаете неколку дена исто така се активни пожарите. Во овој момент на 8 нови локации од предходните кои беа локализирани, значи денес уште 8 нови пожари има во селата Зубовце, Сопот, на Горичане, Забрене, Бојане, Горашаци, Долно, Доверезе и други. Таму се загрозени исто така куќи и други придружни објекти. На терен се, значи, освен територијалните противпожарни единици и 80 војници од армијата. Исто така, алармантна е состојбата и во Прилепскиот регион, таму имаме 18 пожари во моментот. Распределени се и таму сили од локалното население, од локалната самоуправа, противпожарните бригади. Сакам да потенцирам дека исто така алармантна е состојбата и во Скопје. Во моментот имаме 18 пожари. Најкритични се село Кучково, по селото Горно Свиларе. Исто така помеѓу Добридол и село Ракотинце, тоа е пожарот во општина Сопиште, кој може да се види во читата. Исто така во село Горно Баце имаме пожар кој во моментот избухна и на уште како што пожар во 12 локации, меѓу овие 3 локации во моментот во градот Скопје се регистрирани. Добивме пред нас и пожар во Дебарца, Охридско, во село Решани, исто и таму избухнал голем пожар. На местото е шумско стопанство, пожарни единици од Дебарца и од Охрид и за тој пожар дополнително ќе
ќе добиеме податоци за кои ќе ве секако во текот на овој период информираме. Значи, не можеме да кажеме колку е точната бројка на пожари. Од ден, мислам од минута во минута, значи бројот се зголемува. Ако едни се локализира, на други места изголемуваат. По таа причина и денеска е прогласена и кризната состојба на територијата на државата. Директорот ќе ви информира подетално, значи кои активности се преземени, се со цел за да ги надминеме овие состојби во кои се наоѓаме во моментот. Вие секако за секоја промена со пожарите и активностите кои ги спроведуваме на терен, навремено ќе бидете информирани. Во овој моменти Богословец во Светиниковско почна да горе, во селото се изгорени 4 куќи. Тоа е нов пожар за кој што сега во овој момент ми јавија. Околу мерките кои што се преземаат, повеќе детали ќе ви даде Горан Стојановски, новиот раководител на секторот за операции и координации, кој што работи во ЦУК од формирањето на центарот, а претходно има богато работно искуство во Министерството за одбрана. Повели Горан. Во однос на она што зборувавме претходно, веднаш напоменувам дека оперативните активности започнаа уште са бајле рано на просторот на Пекчево и Делчево. Воспоставена е координација со сите чинители, сите субјекти во системот, со сите сили кои што се распоредени на место. Силите се навистина многу бројни, но самата ситуација и временските услови не овозможуваат пристап, не овозможуваат успешност во гасењето на пожар. Од Сабајле направивме напори да извршиме евакуација на 3 мали во Пехчевско. Тоа е Балабан, Курачка мала и Алинце. Успешно ја завршивме евакуацијата со поддршка и помоши на полицијата, така да остана дел од објекти опожарени, но човечки жртви. За нас е тоа сепак успех и задоволително. Сосема е јасно дека е многу тешко да го напуштите објектот во кој што сте го вложили животот и имате проблеми кога работите евакуација, затоа што никој не сака да се отуѓи или да се отргне од куќата, од семејниот објект, но сепак успеавме со меѓусебно разбирање да го завршиме тој процес. Можам да ви кажам дека сепкупно до пред малку действуваа хеликоптерите во Пекчевско и Делчевско. На терен се некаде во моментот околу 300 војници од Армија на Република Македонија. Значи имаме таков систем воспоставено на координација во која што само едно јавување со наредба упатува во моментот за 20 минути до 30 минути да обезбедиме побарање на соодветна општина или соодветна ТПП професионална единица, толка број колку што ќе побараат. Така да во моментот Сопиште побара 50 војници, Куманово побара 80 војници и во моментот се одговара, затоа што тоа е нова состојба во Кумановско, практично каде што се запатени поголем број на село и опожарени поголем број на куќи, по-конкретно 40 Сопот. Тоа се нови пожари, во моментот се 7 во размах од непон час на 7 различити простори. Невозможно, но сепак тоа не значи дека чудењето ќе не спречи во реакцијата. Во секој случај, променливиот ветер и појачувањето на ветерот од 40 до 70 км во секунда не овозможува максимално употребување на расположивите ресурси кои се на терен, доведуваат до замор и затоа во комуникацијата со градоначалникот рековме приоритет да се даде на објектите, приоритет да се даде на населението, да се остават евентуално нивите запалени, нискостеблестото, високата сува трева и така натака. Значи,
од сега определуваме приоритети. Очекуваме во понатамошниот период дополнително зголемување на ветерот, очекуваме дополнителни отежнувачки околности во процесот на справувањето, така да не губиме надеж, остануваме потполно свесни на терен со сите сили што ги имаме расположиви. Во однос на човековите ресурси можеме дополнително да обезбедиме уште 500 војници по потреба и по приоритети. Материјално-техничките ресурси се тие што се целосно на терен во потреба за нивно пропорционално и правилно искористување. За мене Потекрем Зандели, доколку има потреби, тој ќе даде одговор на одредени прашања, активно учествува во координацијата на активностите. На почетокот, најпрво, сакам да изразам сочувство на човекот кој што вчера ја загуби сопругата. Тажно е тоа што се случи во Кумановски Челопе. Еден живот е загубен. Тоа е она што неколку дена го зборуваме. Safety first. На прво место, безбедноста на луѓето. Куќите ќе ги направиме. Ќе помогне владата, ќе помогне општината. Дрвјата ќе пораснат. Тие нема да пораснат за една година. И треба многу повеќе време. Но колку буки или колку борови вреди еден човечки живот. Затоа да се фокусираме на спасување на човечките животи, да се фокусираме на заштита на човековото здравје. Како што кажа Горан, тешко е да се напушти домот кој што некој го градел со сопствени раци, со мачно заработени пари целиот свој живот. Но нов дом ќе се направи. Ви уверувам, државата ќе помогне да се направи нов дом. Нов живот нема да се врати. Затоа апелирам до сите граѓани кои што ќе се најдат во место каде што пожарот се движи кон нив, а тоа може да му се случи секому, дури и на вас, дури и на оние граѓани кои што сега се далеку од пожарите, бидејќи пожарите се шират со чудна брзина. Дури имаме сумнителни моменти како тоа на некои места се палат тие пожари одеднаш на повеќе локации. Полицијата работи на барање на причинителите. Бегајте, евакуирајте се. Човечкиот живот е бесценен. Ќе одговорам на едно прашање и една полемика која што се разви околу хеликоптерите, главниот ресурс во кој што сите гледат спас. Хеликоптерите имаат лимит. Не само нашите, македонските, и српските, и германските, и француските, и американските. Во Европа не постои хеликоптер кој што гасне ноќно време. Ова е проверена информација, вклучете го истражувачкото новинарство и проверете да не шириме незадоволство, гнев и паника помеѓу граѓаните. На хеликоптерите не можеме да сметаме откако ќе се намали дневната светлина. Тие мора безбедно да се вратат во база. Овие хеликоптери ги возат луѓе, со нив управуваат, летаат луѓе. Животите на тие луѓе ни се многу важни. Не хеликоптерите, туку луѓето кои што управуваат со нив. Понатаму, како што ви реков во повеќе наврати, над 37 степени Целзиусови температура на воздухот, не е безбедно летање со хеликоптери. Имате во предвид дека гаснењето на пожар го прават некаде на 5 метри висина, некаде на 10 метри висина. Тоа е место на доган. Тоа е како да се нараже над жарот. На тие места температурата е многу повисока. Затоа
Мораме да се погрижиме за животите на нашите херои, пилотите на хеликоптерите. И не смееме да ги загрозиме нивните животи и паничното барање хеликоптери од разни стручни лица во наводници од јавноста прави само паника, шири страф и шири недоверба кон оно што ние како Центар за управување со кризи го преземаме. Верувајте, го преземаме сето она што би го презел секој ваков центар. Ништо повеќе, ништо помалку. Српските хеликоптери можат да летаат на малку повисока температура, затоа што носат значително помала, би рекол дупло помала количина на вода, кај нив потешко доаѓа до загревање. Но проблемот е што тие носат помалку вода. Нашите хеликоптери носат 2 тона. Тие носат околу тон до тон и 200 литри вода. Затоа можеме да ги користиме во потоплите часови, но со нив имаме друг проблем, за кој што првиот ден повторно во јавноста разни стручни лица во наводници даваа своји толкувања, делеа памет, ширеа паника, создаваа недоверба. Како што реков, српските хеликоптери се помали и собират помалку гориво и можат помалку да летат. Релацијата до која што можат да отидат да гаснат и враќањето назад може да и го потроши најголемиот дел од горивото и да направат само неколку лета, како што беше случајот у Тринава, кога по неколку гаснења тие мораа да се вратат на аеродромот да наполнат гориво. Уште во текот на вчерашната вечер, во мојот брифинг со пилотите на српските хеликоптери, заедно со министерката за одбрана Радмила Шекеринска, се обидуваме да најдеме едно решение кое што има други слабости, а тоа е со цистерна да однесеме керозин или како и да се вика горивото кое што го троши хеликоптерот во близина на местото на пожарот. Нашата намера е во касарната во Штип да стационираме цистерни од Макпетрол, а хеликоптерите овде на лице место да полнат. Но ваквото полнење гориво на ваков начин содржи одредени ризици. Треба да се направи добра анализа и пресметка колкав е ризикот и дали воопшто тоа е безбедно. Во овој момент владата заседава и треба да донесе одлука дали ваквиот метод на транспорт на гориво ќе биде користен или не. Исто кога хеликоптерите од Србија би гаснеле во Старо Нагоричани, цистерната може да однесеме во Комановската касарна, бидејќи овде е безбедна, но не е опасноста од напад кон цистерната и незино намерно палење. Самиот процес на точење гориво може да биде ризичен. Вториот проблем со српските хеликоптери е ветрот. Во овој момент армискиот хеликоптер на македонската армија дејствува во Кумановско. Веќе почна со дејство да гасне оному каде што е најпотребен. Додека српските не можеа да полетат, бидејќи се лесни и силниот ветер ја загрозува нивната безбедност. Safety first. Безбедноста на пилотите, безбедноста на граѓаните на прво место. Денес видов една изјава на Ердоган, председател на една од најмоќните држави во светот, каде што вели дека овие се најголеми и најстрашни пожари во историјата на големата Турција. Значи, ова не е обично оправдување. Кога големата Турција гори, кога гори Хрватска, Албанија, Косово, па и Бугарија, верувајте дека даваме максимум и некои работи ќе изгорат и во нашата држава. Апелирам до граѓаните да бидат екстремно внимателни. На ваквата сува вегетација доволна една мала искра од било каков електричен уред, една мала искра од жиците на бандерите или на далноводите, еден отпушок од цигара, а веруете секојдневно има несовесни луѓе кои што ги фрлат, може да убие човек. Понатаму, како што веќе реков, има одредени сомненија дека се работи за намерни палења. Не објасниви се причините за појавата на некои пожари.
Може да објасните за пожарот кај Охис, има и последна информација дека е затворен патот кон Драчево. Завршил свој дел, собирам информации, Марија. Значи, тој е активен пожар, во овој момент се појави пред малку. Како што рековме, додека ние овде зборуваме, може да се појави друг повик. Па посебно сакам да се заблагодарам на вас, медиумите. Зошто сум долг? Знаете дека ние можеме да направиме и кратка пресконференција. Многу ни е важно дезинформациите кои што некои намерно, а некои ненамерно ги шират во јавноста, да бијат разбиени, да се сплотиме сите заедно, без разлика на верска, политичка или било каква друга припадност, да помогнеме да не се појават пожари, а појавените пожари заедно да ги изгаснеме. Владата утринава прогласи кризна состојба на целата територија на Македонија. Веднаш го свикав главниот штаб за управување со кризи, кој што денес одржа седница и донесе акцијски план за превенција и справување со пожарите на територијата на Република Северна Македонија. Овој акцијски план е истиот по обем од минатите години, кога сме имале силни пожари, засилен со неколку работи. Од денес, главниот штаб за управување со кризи ја презема целосната координација во борбата против пожарите. Помогнете во таа координација. Секој еден граѓанин е дел од субјектот за управување со кризи. Вие новинарите сте дел од субјектот, сте дел од системот за управување со кризи. Со вашето правилно и правовремено информирање помагате објективно да известиме јавноста и на тој начин да си помогнеме на самите себе и на нашата држава. Од утре секој ден во 10 часот ќе добивате брифинг за пожарите кои што ги имаме до тој момент, а во текот на денот по потреба ќе организираме една или повеќе пресконференции. Овој акцијски план се однесува заради остварување на следните цели. Под 1. Заштита на здравието и животот на граѓаните, материјалните добра и животната средина на афектираните подрачја. Нам ни се драги и дрвјата. Сакаме да ги спасиме дрвјата на кои што и требат по 50 години да пораснат. И правиме се, но полесно е да се спасат селата ако силите ги концентрираме околу селата. Второ, зајакнување на активностите и мерките за изолирање на подрачјата зафатени со пожари. Трето, вклучување на надлежните институции и обезбедување високо ниво на координација со превземените мерки и активности. Четврто, координација, прифат и распределба на меѓународна помош. Мислам дека Горан тоа го кажа комплетно. Во овој момент имаме 4 хеликоптери од Србија, 3 за гаснење и 1 за извидување. Од Бугарија имаме 25 пожарникари и 11 возила. Од Словенија 40 пожарникари со 16 возила и од Австрија очекуваме 120 пожарникари со 40 возила. Австриската извидница веќе е кај Пехчево Берово, Делчево, во Пијанечкиот крај. Бугарските противпожарни служби се веќе таму и действуваат. Бараме поддршка и со воздухоплови, но ситуацијата е тешка бидејќи насекаде горат пожари. Доколку имате прашања, повелете. А и за пожарот во Скопје, ке Охис, управната зграда, кои според информациите и затворен е патот кон Драчево. Што станува таму? Да, затворен е патот кон Драчево, значи, Министерството на внатрешни работи направи забрана за движење во тој дел до Штитова. Во тек се прибирање на податоци и информации, бидејќи ви кажав дека имаме 18 пожари на територијата. Пожарникарите на град Скопје не успеа да ни дадат точни податоци, бидејќи се на терен на повеќе локации. Се верувам дека за кратко време ќе ги имаме тие податоци, патот е значи затворен. Обезбедено е значи да не дојде до поголеми значи пречки во сообраќајот, значи тој дел е затворен.
се до момент, тие се податоци, ви кажувам, многу е тешко податоците да ги прибираме директно од терен, бидејќи против пожарите бригади чекаат, значи се справуваат со пожарите, подоцна ги даваат малци информациите, затоа бараме од вас, значи, страпление, да излеземе со приближни некои бројки, за да ги информираме точно, значи, граѓаните на државата, да не се прави паника, затоа да не шпекулираме со точни бројки информации, најдобро би било, значи, да... А секако и вие медиумите ќе бидете навремено известени, значи, за пожарот, бидејќи има голема заинтересираност од ваша страна од новинарите. Излеземе за кратко време, бидејќи да правиме напори да стартаме, меѓутоа, како што кажа, патенот е затворен, Министерството на науката ќе работи тој терен го обезбедува, верувам дека ќе се преземат сите мерки, известено е Инспекторатот за животна средина, значи бидејќи тие имаат своји надлежности таму. Таму знаете дека оваа зграда е во стечај, стечајниот управник е веќе известен да оди на терен да види, значи се преземаат повеќе активности и ќе добиете подетални информации. Ќе го повикам и заменикот директор на Центарот за управување со кризи, господинот Екрем Зендели, кој што повеќе од 10 години беше заменик директор во Дирекцијата за заштита и спасување, има богато искуство, полне со информации и може и многу помага во справувањето со овие пожари. Заменикот е замолам, обрати се на албански до граѓаните. Имаме граѓани албанци кои што не го владеат добро македонскиот јазик, а на нас ни е многу важно, а нашите апели да стигнат до сите нив. Повели заменикот е замолам на албански па на македонски. Спари përshëndes të gjithë mediumet për interesimin në situatën e krijuar në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Unë sot para këtyre mediumeve do t'jap një apel deri tek gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë që në këto kohra të jenë shumë të kujdesshëm në lëvizjet e tyre, në veprimet e tyre, që mos jenë shkaktar të nxitjes së ndonjë zjarri i cili në këto kohra të nxehta, në këtë situatë kur vegetacionin e kemi të tharë si barut, mund të shkaktojë zjarre me efekt shumë të madh dhe me pasoja shumë të mëdha edhe për jetën e njerëzve, edhe për objektet e qytetarëve. Sa kam dosite građani na Republika Makedonija da im se obratam sa jedan apel da vнимават во нивните дејности кога ќе бидат на терен, да внимават на све што ќе се биде во нивното движење, да не бидат тие причинители кои ќе ја причинат еден пожар, било колку да е мал во ова ситуација, во овие големи температури и сува вегетација, значи секој мал пожар може да биде голем и да биде опасно за животите и објектите на граѓаните. Благодарам, заменик директоре. Повелете ако имате кратки прашања. Благодарам, простете што бев обширен, но многу ни е важно ова, се надевам дека некаде одеше на живо. Да смириме паниката меѓу граѓаните и дезинформациите. И голема благодарност, колеги, до вас медиумите, бидејќи вие како официјални медиуми во многу нешто придонесувате да се информираат граѓаните правовремено, дури и пред официјалните институции, а исто така и да ги сосечете информациите кои што од било какви побуди ги пласираат на социјалните медиуми кои што не се официјални медиуми. Благодарност уште еднаш, вие сте и така дел од вас законски обврзани да бидете во функција на граѓаните, но вие тоа и навистина го правите. Благодарим.